Македонија го има автопатот кој е на многу важен коридор. Со него и Грција се поврзува со Централна и Западна Европа. Многу патници, многу странски туристи поминуваат од Куманово кон Гевгелија и обратно. Сега владата имала цел да се олеснела и изградбата на нови хотели за да се задржат туристите кои транзитираат низ коридорот 10 или официјално Е75. Министерот за култура Љутков дури праша дали навистина го гледаме потенцијалот што се крие по овој автопат и дека е убеден дека секој километар од овој пат носи во себе можност за нова соработка, ново партнерство и нов развој. Убаво е автопатот да се претвори во потенцијал во успешна економска приказна, но за да се успее во тоа треба прво на автопатот да се закрпат сите дупки и многуте нерамнини, да се исчистат постојните паркинзи и да се направат нови, помодерни и поубави каде ќе застанат туристите. Патарините одлично работат на автопатот, исто нека работат и тие што го одржуваат. Потоа се наред хотелите и другите содржини. Голема бура се крена по притворањето на директорот Илија Стоилев и запирањето на средствата од ИПАРД 3 програмата. Блокирана е исплатата на 25 милиони евра во тековни проекти, но и на уште 30 милиони евра за нови. Македонските земјоделци и сточари се сериозно загрижени и апелираат до институциите што поскоро да ги направат сите истраги и проверки за евентуални злоупотреби и да се откочи процесот. Оти оваа програма обезбедува неповратна финансиска поддршка за модернизација на фармите и подобрување на земјоделското производство, особено кај малите и средни фирми. Без овие средства постои опасност да се намали производството, но и квалитетот на домашните производи. Владата мора да најде и друг начин за помош за да се бајпасира проблемот. Буџетот од 6,7 милиарди евра, најобемен во историјата на Македонија, кој како развоен и стабилизацијски документ до собранието го достави владата на ВМРО ДПМН, вреди и знам. Не само што не е развоен, туку е длабоко потрошувачки и ризичен документ која турка државата во нов циклус на задолжување без реален економски раст, соопштија денеска од левица. Според нив, вака планираниот буџет не стимулира продуктивност и инвестиции и не создава нова вредност. Напротив, тој цементира зависноста од јавната потрошувачка и краткорочните политички ефекти. Капиталните инвестиции учествуваат со само 9,7% од купните расходи, што е алармантно ниско ниво, река од левица. Љупчо Николовски, поранешниот министер за земјоделие од владата на СДСМ, побара оставка од сегашниот министер Цветан Трипуновски, посочувајќи го како директно одговорен за запирањето на средствата со ИПАРД програмата. Загрозени се 130 милиони евра европски средства, пари што требало да донесат над 3000 нови бизниси и 10.000 нови работни места. Овие пари не се само бројка на хартија, тоа се грантови за реални луѓе, кажа Николовски. Веднаш на ова реплицира од ВМРО ДПМН. Николовски очигледно не може да го разбере тоа што јасно и прецизно за народот ја објаснивме целата ситуација околу ИПАРД програмата или толку му е капацитетот. Умот го користи исклучиво за криминал и ширење страф и паника кај земјоделците, стои во денешното соопштение од ВМРО ДПМН. Од владеачката партија велат дека политичката кариера на Николовски е завршена, па вака со манипулации се обидува вештачки да се одржи во јавноста. И наместо да глуми загрижен, добро би било да повика основното јавно обвинителство да започне да го истражува неговото незаконско работење како поранешен министер, му порача од ВМРО ДПМН на поранешниот министер за земјоделие. Премиерот Христијан Мицкоски во врска со решавањето со проблемот со Бугарија и евентуалната смена на уставот, денеска посочи дека тој е подготвен да разговара, но и дека е познат ставот на владата по тоа прашање. Ние ќе направиме се што е во наша моќ да завршиме домашната задача. Ајде ќе видиме тогаш што ќе се случи. Затоа што пред 8 години кога менувавме имења и презимења, ни викаа дека сме фронтранери. И кога ќе смениме име и презиме, за 3 години 4 сме во Европската унија. Тие 3-4 години изминаа пред 3-4 години. Кај сме ние денес? Онаму кај што бевме пред 25 години. Супер, да го смениме уставот, најдобри ќе бидеме. Најдобри ќе бидеме. Уште ако може да не сме македонци, да сме нешто друго, најдобри ќе бидеме.
онака како што некој ни прави булинг и сака да ја стопира Македонија да напредува во Европската унија. Тоа нема да го дозволиме. Оваа влада тоа нема да го дозволи. Додека сум јас таму, кога ќе дојде друг, нема работа. Македонија, иако има многу земјоделско земјиште, за жал увезува многу храна. Каква е таа по квалитет? Ова прашање се наметнува и сега, откако пред некој ден од Агенцијата за храна и ветеринарство објавија дека уништиле огромни количини на заплената небезбедна храна. Вчера медиумите во регионот објавија дека во Албанија е блокиран увоз на 100 тони српска пченица под сомнение за присуство на канцерогена состојка над дозволените норми. И во Хрватска, во мелен цимет увезен од Србија, пронашле сомнителна бактерија. Ова ги отвара сериозните прашања. Каква увозна храна јадеме и дали се врши засилена соодветна контрола? Очигледно е дека ако увозот не е придружен со строги и почести лабораториски прегледи, ризикот од присуство на токсични и заразни состојки е реален. Македонската фудбалска репрезентација вечерва ја пречекува Летонија во контролен надпревар. За селекторот Благоја Милевски, овој дуел ќе биде можност за проверка пред гостувањето кај Велс. Ке се обидеме да испробаме некои поинакви опции, како на тактички план, а и да видиме физички во каква состојба се сите фудбалери. Летонија е квалитетна селекција, а победа секогаш е во нашите мисли. Секој надпревар е важен. На овој меч сакам да ја видам и пошироката слика на Македонија. Мораме да размислуваме и за еднината, изјави Милевски. Надпреварот ќе се игра на националната арена Тодор Проески во Скопје со почеток во 18 часот, а влезот е слободен. Унгарската компанија МОЛ планира да купи 11,3% од нафтената индустрија на Србија, пишуваат српските медиуми. Според нив, ова би можело да се реши најкасно до 25 ноември. Русите му веруваат на унгарскиот МОЛ, односно на тамошниот премиер Виктор Орбан. И според сегашниот план, тие се купувачи за 11,3% од акциите на НИС, наведува весникот НИН, и додава дека забрзувањето на преговорите меѓу руската и унгарската страна се случило по посетата на унгарскиот премиер Виктор Орбан на САД. Доколку унгарската страна купи дел од НИС, државата Србија ќе поседува 29,87% од НИС, малите акционери 13,9%, МОЛ 11,3%, што ќе значи вкупно мнозинство од 55,07%, додека Газпром нефт ќе има 44,93%. Дијана Хрка, чиј син загина при уривањето на настрешницата на железничката станица во Нови Сад, повторно се вратила во шаторот пред Српското собрание, каде што 12 дена штрајкува со глад. Таа во текот на ноќта заради влошена здравствена состојба била однесена во болница на преглед и да прими инфузија. Мајката ја бара вистината, но и одговорност за смртта на незиниот син Стефан и 15 други жртви во новосадската несреќа. Високата представничка на Европската унија за надворешна политика Каја Калас оцени дека корупцијскиот скандал во украинскиот енергетски сектор е исклучително несреќен и го повика Киев на сериозност. Таа кажа дека не смее да се краде и сите пари треба да се насочат кон војната. Вчера, поради вмешаност во корупцијски скандал во кој од државната компанија Енергоатом биле испрани околу $100 милиони, оставки поднесоа министерката за енергетика Светлана Гринчук и за правда Герман Галушченко, кои се блиски соработници на украинскиот председател Зеленски. Русија е подготвена да ги продолжи мировните преговори со Украина во Истанбул, објави руската државна новинска агенција ТАСС, цитирајќи официјален представник на Министерството за надворешни работи. Од друга страна, од Украинското министерство за надворешни работи се наведува дека официјално се прекинати преговорите поради недостаток на напредок по трите рунди на разговори кои се одржаа годинава. Инаку не се одржале директни разговори помеѓу двете страни од нивниот последен состанок во Истанбул на 23 јули. Водачот на десничарската партија Алтернатива за Германија, АФД, Тино Хрупала, која има висок рейтинг меѓу гласачите, изјави дека Русија не представува закана за Германија, но дека Полска би можела да биде.
Изјавата предизвика остри реакции во Берлин, каде што центристичките партии ја обвинија АФД дека станува гласот на Путин во германскиот парламент. Хрупала пак потврди дека Путин не му направил ништо и дека секој може да биде потенцијална закана. Изјавата доаѓа во моментот кога дел од раководството на партијата се подготвува да патува за Сочи на конференција на БРИКС. Американскиот председател Доналд Трамп го потпиша законот со кој се стави крај на најдолгата финансиска блокада на администрацијата во историјата на САД. Претходно, Сенатот и Представничкиот дом гласаше за усвојување на привременото финансирање, што ќе биде на сила до 20 јануари следната година. Потписот на Трамп ќе ги врати федералните работници на работа уште денес, но не е јасно колку брзо ќе продолжат целосните владени услуги и операции кои долго беа во застој и предизвикаа криза во Соединетите Американски држави. Федералниот суд во Чикаго и наложи на авиокомпанијата Боинг да исплати $28 милиони на семејството на Шика Гард, која загина во несреќата во Етиопија во 2019 година. Пресудата за семејството на Гарк е прва во низата тужби поднесени за таа несреќа и за уште една во Индонезија во 2018 година во која загинаа вкупно 346 лица. Во тужбата се тврди дека авионот Boeing 737 MAX бил неисправно дизајниран и дека Боинг не ги предупредил патниците и јавноста за неговите опасности. Неисправен систем за автоматска контрола на летот придонел за двете несреќи. Мајка и ќерка се уапсени во Австралија под сомнение дека се дел од една од најсофистицираните шеми за измама во последните години. Представувајќи се како гатачи и мајстори за фенг шуј, 53 годишната мајка и незината 25 годишна ќерка ги мамеле ранливите жртви од виетнамската заедница за речиси 75 милиони австралиски долари. По апсењата во нивната луксузна вила, обвинителството замрзнало средства во вредност од 15 милиони австралиски долари во вчерашната операција, а претходно уште други 60 милиони.